Се селиме на една друга тема, енергетика. Наш следен гостин, Марко Бислимовски, прв човек на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Дали го имаме на линковска линија Бислимовски, доколку се слушаме, да се провериме. Добре дојдовте во студио 10. Добре ве најдов и ви благодарам за поканата. Вчера објавивте дека започнува постапка за одземање на лиценците на Mist Energy и на U-Power, така ги соопштивте вие. На што се должи ова одземање на лиценците? Ова се компании кои што се занимаваат во бизнисот со електрична енергија, односно со струја. Значи, Регулаторната комисија за енергетика на вчерашната главна седница донесе две одлуки со кои што започна постапки за одземање на лиценците за снабдување со електрична енергија на овие две компании. Значи, ние со сите снабдувачи во државата, имајќи во предвид дека имавме очекување што ќе се случува со цените на електричната енергија на берзите во Европа, веќе од јуни ги известивме да внимаваат за нивните договорни обврски. Понатака и во јули имавме комуникација со нив, и во август имавме неколку заеднички состаноци со сите снабдувачи, со цел да ги известиме дека ги следиме и дека нема да прифатиме системските услуги, односно системските резерви, да се трошат за комерцијални активности. За да биде појасно за гледачите, тоа е значи тоа е нашиот хидропотенцијал, тоа е нашата хидроенергија, која што исклучиво треба да се користи за сигурно и стабилно работење на целокупниот електроенергетски систем. Имајќи во предвид дека овие две компании и понатака продолжија да ги користат овие системски услуги за комерцијални цели, ние бевме принудени да ја започнеме оваа постапка за одземање на лиценци. Доколку компаниите се поправат во однос на доставувањето на реални номинации, колку што е нивното портфолио, Регулаторната комисија за енергетика нема проблеми да ја прекине оваа постапка. Но во овој момент, се додека земаат повеќе енергија од системот, отколку што е тоа дозволено, Регулаторната комисија за енергетика ќе ја продолжи оваа постапка за одземање на лиценци. Бидејќи овие системски резерви се битни за да ја одржиме стабилноста на системот, сигурноста на системот, а исто така нашиот преносен систем оператор МЕПСО, како член на Сдруженијето на преносни систем оператори на ниво на Европа, има и превземени обврски за да обезбеди соодветно ниво на фреквенција и соодветно ниво на напон, и од тоа нема отстапување, бидејќи доколку кај нас се случуваат проблеми, тоа ќе има влијание и во соседните земји. Така да верувам дека овие два снабдувачи ќе бидат коректни и во наредниот период ќе си го поправат своето поведение. Доколку не го направат тоа, во роковите кои што ќе им бидеме дадени, Регулаторната комисија за енергетика ќе биде принудена да ги одземе нивните две лиценци. Велите дека не набавуваат доволно, практично се прави дисбаланс. Ако ги одземете лиценците, дали имате стратегија, например, како ќе се балансира целокупниот енергетски систем? Значи, со Законот за енергетика, во услови кога некој потрошувач го изгуби својот снабдувач, неговиот снабдувач пропадне или ја изгуби својата лиценца, во тој случај постои заштитен механизам, тоа е снабдувачот во крајен случај, кој што го превзема снабдувањето со електрична енергија на овие потрошувачи, и тоа е во период од 3 месеци, така да сите потрошувачи кои што останале без своји снабдувачи во период од 3 месеци мораат да се најдат своји нови снабдувачи. Тој рок од 90 дена до сега се покажа доволен потрошувачите да се најдат своји снабдувачи. Исто така голем број на јавни предпријатија, државни институции, општински институции кои што набавуваат електрична енергија на слободниот пазар ќе немаат никаков проблем доколку престане со работа нивниот снабдувач или нивниот снабдувач едноставно
нема веќе можност да испорачува електрична енергија, во тој случај, како што кажав, го имаме снабдувачот во крајен случај со цел и понатака да се обезбеди снабдувањето со електрична енергија на овие потрошувачи. Така до тој аспект немаме никаков проблем, едноставно снабдувачот во крајен случај го превзема снабдувањето со електрична енергија на овие потрошувачи. Господин Бистиновски, доаѓа есента е веќе пред нас, започнува грејната сезона, колку е стабилен енергетскиот систем, бидејќи ќе расте потрошувачката на струја, колку можеме да видиме безбедни. Малку подоцна ќе ве прашам и за она што е топлинска енергија, но пред се да се задржиме на струја, имате голем дел потрошувачи кои што се греат на струја, колку е стабилен нашиот систем. Зашто ве прашам? Затоа што имаме ниско производство на струја, цената е таа која што е на електричната енергија, што понатаму како ќе изгледа целава состојба? Од аспект на сигурност и стабилност на целиот електроенергетски систем, со тие податоци кои што ги располагаме, и МЕПСО и најголемиот давател на системските резерви, тоа е ЕСМ, се подготвени за предстојниот зимски период и уште еднаш ние во текот на наредната недела ќе одржиме заеднички состанок со представници и на МЕПСО и на ЕСМ и на електродистрибуција и на ТЕЦ Неготино. Ние редовно држуваме такви состаноци на месечно ниво. На последниот состанок, меѓу другото, се заклучи и ТЕЦ Осломеј да биде вклучен и да работи, и тоа се случуваше во изминатиот период. А исто така побаравме и од ТЕЦ Неготино, чии представници беа на овој состанок, нивната електрана да биде во приправна состојба во случај да има потреба од нивна работа. Така да од аспект на сигурност, нашиот електроенергетски систем е подготвен и верувам дека и со овие мерки што ги превземаме, ќе го одржиме соодветното ниво и во самите хидроелектрани, кое што морам да кажам дека во овој момент не е на високо ниво. Она што е факт и што се случува насекаде во Европа, во речиси секоја земја, е тоа што имаме драстичен пораст на цените на електрична енергија и за жал ние на тоа не можеме да влијаеме, но верувам дека во наредниот период во Европа ќе се стабилизираат овој неверојатен раст на цени на електрична енергија, што се должи пред се на големата суша која што беше во Европа, значи хидропроизводството е намалено, голем број на термоелектрани се затворени, а исто така тие што работат им се наплаќа така наречени трошок за CO2 емисии, кои што се зголеми од некаде 20 евра, па достигна цена од 70 евра за мегават саат, што дополнително прави притисок врз цената на електрична енергија. А исто така, во овој период од годината, во европските земји користе електрична енергија произведена од природен газ, но за жал и ситуацијата со цената на природен газ е исклучително, да речам, лоша, бидејќи има драстичен раст и на оваа цена, но верувам дека со стабилизирањето и со конечното решавање на проблемот со Северен поток 2, дека и цената на природниот газ конечно ќе се стабилизира, така да ќе влеземе во еден период на помирни води. Оние анализи кои што ги следиме, кои што ги објавуваат сериозни консултантски компании и кои што ги објавуваат самите берзи, очекувањата се да се стабилизира ситуацијата, но цената на електрична енергија на европските берзи нема да се врати на нивото како што беше пред овој пораст на цената на електрична енергија. Така да доколку минатата година имавме цени на електрична енергија во Европа околу да речеме во зимските месеци околу 55-60 евра за мегават час, сега во летниот период имаме цени од 130, 140, 150, 170 евра за мегават час, а во Британија во текот на минатата недела се срушија сите рекорди и поради одредени проблеми со
кабелот кој што го е помеѓу Британија и Франција. Во Британија цената на електрична енергија достигна и до неверојатни 2700 евра за мегават час. Но да бидеме оптимисти и јас верувам дека овој тренд на пораст на цени на електрична енергија ќе се стабилизира и ќе има еден тренд понатака на намалување на електрична енергија. Во делот на регулираниот пазар на електрична енергија, таму каде што определува цени регулаторната комисија за енергетика, 100% од потребите на домаќинствата ќе бидат обезбедени од ДСМ по цена од 36,1 евро за мегават час, што уште еднаш се покажува дека овој концепт кој што функционира од аспект на заштита на цената за домаќинствата покажува дека и во овакви периоди на драстичен раст на цените на електрична енергија на берзите во Европа, ние одржуваме стабилна и релативно ниска цена за домаќинствата во нашата држава. Се плашам само, господин Бислимовски, но тоа не е прашање за вас, да не е само ова привидно, бидејќи кога ги споменувате цените со регионот и оваа цена која што практично е за домаќинствата, се плашам да не добиеме некои повисоки сметки за струја. Говорам следната година кога ќе треба да правите ново регулирање на цената, бидејќи практично електростопанство на Македонија со цената која што ја нуди кон Евана е навистина ниска и оди во минус, но тоа е друга тема. За загубите на ЕСМ, за ниското производство, ќе говориме нормално. Треба да ни овде и првиот човек на електрани, да не ве вас вплеткувам во тоа, бидејќи на крајот од денот вие треба да видите настрана, нели, од она што се вели политика кога е во прашање независноста на самата регулаторна комисија. Започнува грејната сезона, колку е подготвено сега ова за Скопјан и колку сме подготвени, дали е се во ред, уште повеќе што ми треба коментар. Вчера излезе информација дека семејството Чифлиганец влегува во бизнисот со топлинска енергија, дека нуди 9,3 милиони евра за купување на компанијата Топлификација, која што е во стечај. Се работи за собствеништво на двете топлани, Исток и Запад, и целиот тимот на Топлификација запишан во стечајната маса. Сега, ова е поврзано со производството на топлинската енергија, дистрибуцијата ја врши БЕК. Што ќе се случува сега? Ќе се чека веројатно 8 октомври, ако не се лажам, одборот на акционери, што како ќе решува по ова. Околу безбедноста, сигурноста со снабдувањето со топлинска енергија и еден ваш коментар за овој влез на Чифлиганец во Топлификација. Најнапред ќе одговорам за подготвеноста на компаниите за почетокот на грејната сезона, а потоа ќе ви одговорам и на тоа што ќе се случува, бидејќи очигледно е дека веќе ќе имаме нов собственик на топланите во градот Скопје. Значи, во средата одржавме состанок со компаниите кои што вршат снабдување со топлинска енергија и од тоа, од најголемиот снабдувач, што е БЕК снабдување, информирани сме дека се подготвени за грејната сезона и на наше инсистирање во текот на месец септември прават така наречени ладни проби со цел да се види состојбата со инсталациите кај самите потрошувачи и доколку имаат проблеми потрошувачите, бидејќи вода циркулира, да можат веднаш да ги поправат своите проблеми кои што ги имаат кај радиаторите, со цел да немаме проблеми кога ќе започне грејната сезона. Исто така, она што е битно е дека околу 380 објекти се малку критични од аспект на непокриени сметки за подстаниците кои што ги имаат и апелираме до компаниите кои што се задолжени за куќниот совет или тамо кај што постојат куќни совети, своите трошоци за електрична енергија за подстаниците да се ги покријат со цел да немаат проблеми кога ќе започне
грејната сезона. Така, господине Бидејќи Беслиновски, минатата бидејќи година имавме- господине Беслиновски, бидејќи нема многу време, ме интересира бидејќи од Адора велат веруваме дека со поддршка од регулаторната комисија за енергетика од досегашниот загубар ќе изградиме успешна енергија. Кратка само ми треба минутка информација за ова бидејќи морам да привршувам. Нема проблем. Значи, во овој момент топланите во Скопје, додека беа кај топлификација, имаа склучено договор со БЕК производство. И сега очигледно е дека нов собственик ќе биде Адора. Ние на Адора, согласно Законот за енергетика, ќе ја определуваме цена за топлинска енергија како регулиран производител. Значи, од аспект на цена ќе нема никаква промена кај граѓаните, бидејќи како сме определувале цена во претходниот период, на истите тие топлани ќе им определуваме цена и во наредниот период. Понатака ја верувам дека и Адора ќе ја извести јавноста од кога официјално ќе стане собственик и кога ќе се одржи стечајното сообрание, дали ќе ја врши оваа дејност или пак ќе ги даде под наем овие топлани како што беа давани во претходниот период на БЕК производство. Но граѓаните да бидат спокојни, во текот на грејната сезона нема да дозволиме никакви трансакции, ќе се останат тие компании кои што ја вршат дејноста, се разбила за тоа и новиот собственик ќе треба да склучи соодветен договор, доколку има потреба со БЕК производство, но уште еднаш потенцирам дека од аспект на цени ќе остане се како што било и претходно, бидејќи по Законот за енергетика, топланите во Скопје се регулиран производител на кој што цена му определува регулаторната комисија за енергетика. Во ред, ви благодарам што бевте гостин во Студио 10. Марко Бислимовски, председател на регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, гостин во Студио 10. А ова издание го заокружуваме со интервјуто на колегата Огнен Јаневски со професорот Људмил Спасов. Блаже Коневски е во центарот на одбранбената стратегија при проблематиката на она што се нарекува односи со Бугарија. Со интервјуто на колегата Огнен Јаневски со професорот Људмил Спасов го заокружуваме ово издание на Студио 10. Имајте убав викенд од мене и се гледаме во понеделник. Од понеделник стартува и изборната кампања. До тогаш одморете.